Талат Џафери е главен виновник за редовното непочитување на собраниските процедури, злоупотребата на европското знаменце и газењето на демократските принципи. Научниците од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при УКИМ велат дека во своите испитувања забележале бројни суштински повреди на принципите на владење на правото и функционирањето на институциите. Тоа е така бидејќи само во 2023 година едва 14% од законите биле во редовна постапка. Од 166 закони, дури 130 биле по скратена постапка, 35 биле обележани со европското знаменце, па едва 23 биле поднесени во редовна процедура. До таму оди злоупотребата на европското знаменце, што се избегнува консултација дури и со Европската комисија, која што е задолжена да го следи нашиот напредок, која што е задолжена да гледа на кој начин оди прилагодувањето. Од институтот вела дека многу често како предлагач на законите се јавува владата, а предлозите се подпишани од министри или заменик министри, наместо од премиерот. Додаваат дека често не се чита ниту печатот за да се утврди кој предлага, а понекогаш нема ни име на документите, па не се знае кој функционер го ставил својот подпис. Во однос на законите од пакетот Бехтел и Енка, Академија за суди и јавни обвинители и Кривичниот законник, во ниту еден случај овие закони не смеле да бидат процесуирани со европско знаменце, затоа што не ги исполнуваат формалните критериуми. А ова понатаму повлекува дека истите закони не биле разгледувани на соодветни матични комисии кои што се многу постручни за да ја ценат материјата која што овие закони ја регулираат. Тие појаснуваат оти процедурите за скратена постапка се дизајнирани за закони кои не се сложени или не се многу обемни, а не за заобиколување на процедурата. Додаваат дека со ваквото функционирање собранието се откажува од својата улога како контролор на владата, а со тоа се подриваат основите на државниот систем.